Култната штипска пастрамајлија може да се најде на листата на нематеријално културно богатство на УНЕСКО, најави професорот Зоран Чомалинов. Може и штипската пастрамајлија во наредните неколку години да биде заштитена пред на национално ниво, а после ќе се обидеме и на пошироко. Но ова претходеше вметнувањето на штипскиот обичај четрсе на списокот на нематеријално културно богатство на УНЕСКО. Јас успеав на мојот роден град да му го донесам обичајот заштитен пред УНЕСКО. Врската помеѓу културниот идентитет и туризмот на овие простори е силна, тврдат експертите. Ефектите каде што може да се видат, а тоа се економските, социјалните, еколошките придобивки од вреднувањето и на културниот туризам и се разбира културното наследство. Ова е доволен стимул Штип да ги искористи своите културно-историски потенцијали. Штип ќе го искористи потенцијалот кој што го има, односно богатото културно наследство и ќе влијае позитивно на развојот на туризмот во нашиот град. Зошто Штип и регионот е потенцијален магнет за туристите со длабок џеб? Туристите кои што се со висок принос се оние кои што се привлечени од места каде што има културна традиција, каде што имаат историски споменици и така натаму. Дури велат дека таквите туристи трошат дури 23% подолго време на дестинациите од традиционалните туристи. Вековниот обичај четрсе е поводот за денешната експертска дебата како најдобро да се искористат културно-историските потенцијали. И овој повод не задолжува да бидеме на нивото на задачата. Имаме врвни експерти од сите македонски универзитети кои што се експерти во културното наследство, но и пошироко во туризмот, во бизнис сферата. Денешната конференција, прва од ваков вид, е со тенденција да прерасне во традиционална. Едногласна е оценката на учесниците.